Благодарам. Пред да преминам кон препораките, бидејќи беше посочено да се концентрираме кон давање на препораки наместо констатирање на состојби, морам малку само да го дадам пейзажот или сликата за македонскиот млад граѓанин во општеството во кое што живее сега. Младите сочинуваат 1/4 од вкупната популација на нашата држава и по мене и по многу други се една од најголемите маргинализирани групи во нашата земја. Секој четврт средношколец е само деклариран социјално исклучен млад човек. Половина од средношколците никогаш не биле во дебата, не посетиле институција или одржале презентација во своите училишта. 2/3 мислат од средношколците дека можат да променат многу малку или воопшто во заедниците. Половина од младите размислуваат како да ја напуштат својата земја. Половина од младите исто така се чувствуваат несигурно да објават свој политички мислења на интернет. Имаме огромна енормна младенска невработеност, а едно истражување покажа дека поголема улога игра дипломата на родителот отколку на оној кој бара работа. Квалитетот на живот на младиот човек во Македонија не мора да се гледа преку факти, се гледа и доволно добро од мовлосани ѕидови и ладни тушеви во студентски домови, од образовен систем кој оштетува ученици, од користење на ученикот и студентот како декорација, од финансиската зависност младите луѓе што имаат од своите родители. На моменти јавните средства можат да отидат на вистинското место, но она што е жално е што некои млади луѓе треба со години да пекаат и да молат тоа да се случи, а како пример ќе го споменаме фамозниот блок Бечија што реконструкција доцни со години. Според истражувањата за младите најпривлечен работодавач во нашата држава е јавната администрација и многумина водат битка да добијат книшка која што само ќе ги направи заложници на еден заробен систем кој што контролира се. За да се вработи човек, млад по своето образование, му требаат 4 до 7 години за да ја добија првата работа. И тоа влија и врз нивната стабилност и физички и психички развој. Логично е да го бараат својот излез вон земјата, а оние што не можат го бараат вон родниот град, затоа што во сопствените градови, ако не се тоа Скопје или поголемите градови, не можат да ја најдат екзистенција. Со тоа ви дала 3 препораки што обично и тешко е да се дадат само кон институции, многу од нив се и повеќе насочени кон сите нас. Од која првата е дека мора без разлика на се да се следат и застапуваат процесите на креирање политики за млади за да се превенираат погрешни одлуки. Она што малку луѓе претпоставувам просторијава го знаат дека на почетокот на овој месец државата усвои нова 10-годишна национална стратегија за млади и овој документ за институциите е поместување напред, а за младите е регресија, затоа што исто како досега, на хартија има политика, штиклирани се по линијата што треба да бидат, но во пракса ќе се повторат минатите 10 години. Новата усвоена 10-годишна стратегија нема буџет, нема индикатори, нема план за мониторинг и евалуација, не се знае дали како ќе има акцијски план и во документот дури од нацрт верзијата во финалната се отстранети клучни елементи како издвојување на средства од државниот буџет, како сеопфатно сексуално образование како предмет или воспоставување на Министерство за млади. Други важни документи се програмата за намалување на одлив на високообразовани кадри, стратегијата за интегрирано образование, докаде е спроведувањето на овие документи, што се резултатите и дали ние ќе криваме раце од нив. Ако не следиме процеси за креирање на политики за млади и бидеме инертни, ризикуваме да имаме лоши политики чие оправање е дури потешко од превенирање некое. Младите имаат успешни примери за себе на спречување на носењето на предлог законот за млади, интервенциите во законот за високо образование, па дури некои интервенции во законот за средно. Институциите мора да го вклучат граѓанското општество и самите млади во креирање на политики на искрен и транспарентен начин, а политиките мора да бидат предмет на мониторинг и евалуација и секако мора неминовно да не се дозволува да бидат усвојувани без буџет. Второ, младинските организации, движења и групи и нивното поддржување води кон доверба и подобрување на заедниците. Младите имаат многу малку доверба и во себе си, но и во институциите, па и во граѓанското општество. Истражувањата покажуваат дека оние кои работеле во некаква група имаат поголема доверба, самодоверба. Институциите треба да обезбедат услови и поддршка да делуваат и се самоорганизираат младите, дали се тоа јавни простори, дали се канцеларии за млади, дали се финансии, дали е отвореност за соработка. Развиените професионални организации пак да излезат во пресред со менторство, со правна помош, со логистика. Имаме добри примери на млади кои исчистија и обоја напуштено спортско игралиште во Тетово, направија мурали во Велес и во Струга. Ваквите активности дури некогаш може би изгледаат микро во својот ефект, но ја градат самодовербата и довербата меѓу граѓаните, особено кога ќе добијат поддршка да направат нешто заедно. И за крај, инвестирање во образование квалитетно кое гради активни граѓани. Во образовниот систем во Македонија има многу предизвици кои што се од како да се едуцираат компетентни кадри, како да се создадат активни граѓани, како да се промовира интеграција и како да се почитуваат правата на учениците и студентите. Прво,
Потребно е инвестирање во инфраструктурата која ги обслужува учениците. Недозволиви се сите сцени на пропаднати домови, училници без грејење, тоалети во училишта без никакви санитарни услови. Второ, да се унапреди квалитетот на образованието. Самиот ученички и студентски револт поради адхок реформите покажаа каде е проблемот, а институциите мора да се отворат и професионализираат и самите ученици да учествуваат во креирање и подобрување на системот стратешки. Образованието мора да се насочи кон креирање на применето знаење и градење вештини кај учениците и студентите, бидејќи од него излегуваат неподготвени да се надпреваруваат на пазарот на трудот. Неформалното образование кое го нудат организации и младенски работници да се признае и да се препознае, а формалното да обезбеди примање на знаења. За крај, образовниот систем и неговите институции мора да препознаат и прифатат улогата на учениците и на студентите, да им се овозможи да се самоорганизираат во свои представнички тела во училиштата, факултетите и универзитетите, наместо узурпирани студентски парламенти или инсталирани унии, да се примаат учениците на средба и студентите и да се поддржи организирањето и носењето на одлуки.